Gospoda. Pozdrav, Kordan. Good afternoon, Greg. Iste pozdrav. Айде уште на почитувани слушатели песна ќе пуштиме од нашата од овде од Мелбурн, од Викторија, млада естрадна уметничка Кајла, која навистина се прослави заедно со Владко и Златко Миладиновски и Дамјан Стојановски. А Кајла, песната има убава патриотска "Јас сум ќерка на Македонија". Очекувам уште некој да се приклучи на Фејсбукот, затоа и оваа убава песна да ја слушнеме од нашето младо девојче Кајла. Поздрав македонци, каде да сте низ светот. Поздрав особено до нашите до Канада, Америка, Европа, па и до нашата татковина, иако ја нарекуваат вашата, нашата земја.
pozdrav! Doktor Mile Terzijevski, pozdrav! Dušanka, pozdrav! Orce, pozdrav! Pozdrav, Acko. Dobrica, pozdrav. Dobri, pozdrav, Dobri. Почитувани слушатели, беше ова песна исполнета од Кајла. Знаете, Кајла беше на интервју овде кај мене пред неколку месеци. Направивме едно прекрасно интервју. Јас зборував со нејзините родители. Повторно ќе имаме сега после Нова година за школските одмори. Ќе направиме уште едно интервју. Прекрасно девојче, прекрасен македонски глас. Знаете дека сите бевме воодушевени на концертите од нејзините настапи и исполнување на македонските убави и патриотски песни. Орце Николов, Швајцарија, мислам си, секоја чест и се благодарам, поздрав и до тебе. Понатаму, почитувани слушатели, денешната емисија, како што е насловена, што сакав да кажам, тоа е во вашата земја, може требаше во нашата земја, да, требаше со голема буква да биде, пропуштив, се извинувам, или вашата земја. Ние сме како слонови и мечки во циркус кои не водат за нос со алки и не тераат со стап или камшик да играме за забава. Ако се сеќавате за она изјава на Зоран Заев, јас ќе бидам малку безобразен во оваа емисија, на Зоран Заев, на лудничавиот, оне дрогираш, испукан во очите, кој еднаш устата ќе отвореше, 3 пати ќе го излажеше македонскиот народ таму во републиката, меѓутоа не и нас овде во иселеништвото во Австралија, Канада, Америка па и Европа. Тој човек направи големо зло. Во 4 години, во тие 4 години Македонија е донесена до последниот момент кој, како што ја затворија Алфа телевизијата, Чомовски се сеќавам како притисна на светлото и последен ја затвори телевизијата. Не знам кој ќе биде последниот човек од овие арамии. Сите се арамии. Апсолутно не одвојувам политичар во Македонија кој се бори за македонските национални интереси. Тоа го нема кај македонските национални политичари кои се во моментот. Мојата порака е свестете се македонци на нашата земја. И оние кои доваѓаат и ви велат вашата земја, еден ден ќе треба да ги избркате, инаку ќе ја удрат последната шајка на Македонија, ќе ја удрат последната шајка на Ќиурот. Веќе дојдено е и до таму. А зошто е дојдено до таму? Па не може повеќе и подалеку да се оди од ова разнебитување што досега го имаме доживеано.
Преспанскиот договор, пред тоа беше Бугарскиот договор, промена на името, откажување од македонците од Егејска Македонија, откажување од македонците од Пиринска Македонија, откажување од македонците од соседните држави и откажување од македонците од нас. Да се откажеш од името, тоа значи да се откажеш од самиот себе. Исто како што велат и во храмовите, се одрекуваш ли од сатаната? Се одрекувам. Меѓутоа Македонија не е сатана, вие да се одрекувате од Македонија и да ја делите онака како што сакате или што досега правите. Ниту опозицијата прави нешто, не прави отпор, да не се лажиме. Ние немаме опозиција, туку имаме соработници на владата. И има борба за фотељи. Нема борба за национален опстанок. Гледајте, ќе посочам еден пример, почитувани слушатели, вие FB пријатели. Ќе посочам еден пример. Кога стана збор сега да се отвори уставот за внесување на дел од народот на бугарскиот народ во уставот на Македонија, политичарите на албанските партии пејат како билбили, едногласно. Политичарите на албанските партии пејат како канаринци и тие велат да, ќе го отвориме уставот. Меѓутоа, тука ќе се внеси албанскиот народ како државотворен народ и еднаков на македонскиот народ. И нека им е алаф, честито нека им е. Се борат луѓето. Се борат луѓето, не се како нас. Не се боранија. Не се мечки бели. Не се мечки оние кои спијат по 6 месеци. Не се слонови кои се ги водат по циркузите. Се борат Касами, еве го, што вели Касами. Демонстрации ќе правам. Излегува Ленин пред неколку месеци со демонстрации со автобуси. Кој ти знаел, Господа, чувај да пази дека Ленин ти бил прв човек на сите превозни средства во Скопје. Ние го мислевме Ленин моторџија како овде, ангелите што се во Австралија и другите моторџи. А човекот ти бил една од најјаките алки на синџирот на македонското пропаѓање и разнебитување. Дојде до застој во Скопје со денови. И замислете, почитувани слушатели, тој Ленин и лениновци и опозицијата, и Апасиев, и Мицкоски, и сите други кои кукуригаат, како српски петлина од оние малите кукурикаат, замислете да го повикаат тој Ленин и кога идеше Урсула улата, наместо да одат во собрание да ја блокираат, нели баравме да се блокира Урсула, да не ни дојди во собранието да ни порача дека треба да смениме уставот за влез во Европската Унија. Што уште треба да смениме ние? Ја сменавме, го сменавме името, го сменавме уставот за со грците. Грците ни дадоа нов устав на 19 страници, тој е нов устав, почитувани слушатели. Оставете го сега што зборува Павлос во Скопулус, дека сме добиле ние со Преспанскиот договор. Павлос не лажеше 25 години, меѓутоа сега повеќе не може да не лажи нас. Не другар Павле во Скопулус, не. И вие околу него. И јас еве и повторно пак ќе кажам јавно, дека не се сложувам со она изјава дека во Егејска Македонија, односно во Грција, се регистрирал македонски јазик. Тоа е апсолутно залажување. Зошто? Ќе го повторам уште еднаш јавно. Залажување е затоа што јас сум имал серија од интервјуа со Павле Воскопулус, со другите македонци од Егејскиот дел на Македонија. Се сеќавате, почитувани слушатели, дека се боревме крвнички да отвориме македонско радио во Лерин. Тоа се сторе, судот во Страсбург го одобре. Меѓутоа, задачите на Павле и на другите околу него не биле да се регистрира, односно да се зборува на македонски јазик во Лерин преку институција. Институција.
Не биле. Вие се сеќавате, почитувани мои македонци, се сеќавате вие дека го добивме и судот за отворање на македонски културен клуб во Лерин. Каде е тој клуб? Го нема никаде. И тоа беше мамење на македонскиот народ. И тоа беше и таму, и на нас од надвор. И на ие кои дебело го подкрепувавме Виножито и Павле Воскополос. Ајде Павле Воскополос нека ми каже зошто не излегува весникот Зора? Да не нема пари? Или нема да му помогнеме ние одовде од Австралија? Или пак не му помагавме? Имаме многу сведоци, целокупна македонска заедница знае дека Комитетот за човекови права месечно испраќа над $1000 секој месец за Виножито. И не беа само тие пари, испраќавме и други. Еве и јас јавно ќе кажам, го поддржував весникот во Солун на Никола Секулариус, се викаше Зора. Имаше уште еден весник кој го издаваше архимандритот Царкњас. И тој изгасна. И сега замислете каде не лажат. Демек, немаме македонско радио, ќе бројам вака се гледа, нема македонско радио. Не ги нема трите весници, го нема македонскиот културен центар, ги нема просториите на Виножито, и сега црква немаме и не ја признаваат. Прво Павле Воскополос не ја признава црквата на архимандритот Царкњас и нема стапнато, еве јас ви гарантирам дека нема стапнато. Нека ме демантира Павле или пак архимандритот Царкњас. Нека ме демантира дека Павле има стапнато во црквата Света Злата Мегленска во Сбцко. Нема стапнато. А ние одиме, помагаме и од Австралија, и од Канада, и од Америка да се направи нешто. Во тоа време Павле Воскополос бараше македонскиот јазик да се изучува институционално. И сега да се сврти не 180 степени, туку да се сврти тој истиот Павле преку македонските медиуми и тука да не лажи дека во Грција отвориле македонски јазик. Па немојте луѓе, немојте ќе рипнам од столица. Македонски јазик во Грција. Па Преспанскиот договор многу јасно кажува Преспанскиот договор. Точката 7 Преспанскиот договор, нема македонци. И спрема тоа нема ни јазик. Нема македонци во границите на Грција, да се разбериме. Постојат елини со античка култура, со еленска култура од времето на Филип, Александар, Аминта, па во средновековието, па Втора светска војна до ден денешен. Тие се елини, тие се грци со грчка култура, јазик, традиции, обичаи. Таму ништо нема македонско. Нека не лажат, нека го регистрираат македонскиот јазик во Министерството за образование на Грција. Нека воведат македонски јазик во прво одделение, само азбуката да ја учат македончината. Ништо повеќе. Тогаш ќе бидам убеден. А преку интернет да се изучува македонски јазик, и јас одовде ќе регистрирам онлайн изучување на македонски јазик. Да, еве, јас сум учител, јас сум професор, јас сум во образованието години и ќе соберам не само јас сам, ќе соберам уште 50 други професори македонци од тука од Австралија и ќе регистрираме онлайн на интернет да се изучува македонски јазик во Грција. Какви лаги ни сервирате, па печати, тамо дека бил одобрен со печат од општината, не знам од кај беше тој печатот. Уште едно предавство ни удрија, не ви е страм. Реков ќе бидам, нема да бидам благ на устата, затоа што не можам да ги разберам како овие наши луѓе се борат за македонската кауза. Ако се борат за македонската кауза и да подсетам или да охрабрам или еве да кажам,
Зошто ние македонците немаме ниту еден пратеник во Грција? Да не нема македонци? Зошто ние македонците немаме ниту еден пратеник во Бугарија? Да не нема македонци во Бугарија? Зошто немаме ние ниту еден пратеник македонец во албанското собрание? Да не нема македонци во Преспа, Голо брдо, Гора? И еден што имавме една година, две, Васил Стериоски, и тој го нема сега. Зошто немаме ние македонци пратеници во Србија? Зошто ние немаме македонци пратеници во Косово? Зошто па воспротивно во Македонија да имало и албанци, и срби, и турци, и власи, и грци, и бугари, и роми, и не знам што други. И уште треба да го менуваме името, да се играат со нас мајтап. Кожата ни ја сменавте, страм ни нанесовте голем. И уште се фалат дека ќе влегвале во Европска Унија. Кој вас ќе ве прими беарами во Европска Унија? Кој вас кога во судството гледате Мијалков правдата ја купува со 15 милиони долари. Од кај ги спечале Мијалков 15 милиони долари да излези од суд и од затвор, отворен затвор во Струга. Да видам сатот. Да излези. Каде е онаа катица што ќе правеше промени во судството? Исполна ли Зоран Заев оне испуканиот во очите барањата на Прибе? Тука ги имам забележено, ајде да видам сега. Прибе, прво, бараше следење на разговорите, прекин на следење на разговорите, тоа што го правеше овај Сашко Мијалков. Дали има прекин во следење на разговорите? Нема. Нема никакви промени во разузнавачката служба на Македонија. Второ, од Прибе, што требаше да исполни Зоран Заев? Судство, обвинителство. И сега вие го донесоте судството и обвинителството на 4% доверба кај македонскиот народ и сакате вие да влезете во Европска Унија. Па ги изедовте луѓето до коска. До коска, немате милост колку ги крадите. Колку го крадите оној селанец. Колку го крадите оној човек што работи за наплата од 8 до 10.000 денари. И правите просечна плата 22.000 денари. Она на таа челајцата премиерот земате просек со оној што зема 10.000 денари. Така мерите просек во Македонија? Хајде отидете да ве видам да видите како живеат луѓето, како купуваат билки, како купуваат апови и така натаму. Отидете таму. Судството. Каде е таја што испотроше 40 по 4.000-5.000 евра земаше месечно Катица Јанева со нејзините другарки? Каде е Катица Јанева? Како се викаше албанката што беше многу остра на јазикот? Фатиме. Да, Фатиме. Каде е сега Фатиме? Ја гледавме по фудбалските утакмици без пари да оди, еден тикет да не купи и тој да го зема на грбот на народот. Не само на македонците, на цел народ. Не велам јас граѓаните, не се за мене граѓани, македонци се. Трето од Прибе што требаше да се исполни. Ова е за македонскиот народ и ова е за медиумите во Македонија кои и ден денес подржувате. Вие, новинарите, мои колеги, вие и ден денес со ваша поддршка се растура Македонија. Она што е најлошо, вие го правите најдобро. Она што не чини, вие велите дека чини. Судството и обвинителството, да не зборувам повеќе, се е кажано со ослободувањето на Камчев и со ослободувањето на Сашко Мијалков. И со бркањето на Рускоска. Ја знаете која е Рускоска, почитувани мои? Ја знаете. Нели таа излегуваше да дава извештаи како ќе затвора луѓе,
како ќе затвора големи риби, како секој еден ќе одговара. И кој одговара? Уште е во затвор онај дедото со копривите што ги продаваше на улица. Не било законски да се продава коприви за јадење, човекот немаше лепче да јади и уште е затвор. И оној со ќебапите, и тој е 3,5 години осуден затвор. Што зел, што украдил да јади, а оти украдил, оти е гладен. А овие не знаат што прават. И да зборувам за судството. Замислете сега, зарем толку е овој македонскиот народ наш, не знам што да речам, зарем се уште ќе бидеме слонови и мечки. Па еве ни го донесува тој, како се вика сега новиот обвинител, Абази. Исмаил Абази. Исмаил Абази го гласаат 64 или 5 обвинители од цела Македонија. И тука некој ќе ми каже мене, Мицкоски ќе ми каже дека не е смешан и дека челајцата оној Димитар Ковачевски, сега дури ми тек. Ковачевски, тој премиерот, не е смешан и дека Дуи не е смешана и дека овој Касами не е смешан и дека оној добриот ваш министер за не ми текнува наеднаш сега така ми оди за здравство сега што е председател на Алијансата за албанците. И тој, сите се тие заедно. И сите тие го донесоа заедно Абази. Исмаил Абази е донесен анонимен, како што е овој челајот Димитар Ковачевски, анонимус, непознат во Македонија. И сега замислете, тој излегува во Европа, на европска сцена, во светот, да се стави на едно место, на еден пиедестал, да зборува со личности, како што се Меркел, како што е на Франција председателот, како што е на Америка председателот, Путин или некој друг. Па ти, човече, ти си подолу од оној Зеленски, кој изврше самоубиство на украинскиот народ. Истото вие го направивте со македонскиот народ. Дали македонскиот народ е задоволен во последните 5-6 години? 6 сте на власт, ова е 7. Немој да речете дека сте 1 година. И немој да ми префрлите дека го бранам Никола Груевски. Ич не го бранам Груевски. Брачет му треба да лежи 100 години затвор спрема мене. И Камчев, и другите, јас да сум судија, јас ќе му кажам колку треба да лежат затвор. Меѓутоа, вие тоа што требаше да го направите, ништо од тоа не направивте. Ајде да продолжам понатаму по Прибе, почитувани вие, мои македонци, по Прибе да продолжам. Нели одевме за Прибе, затоа беше Пражинскиот договор, за да се испражи Македонија. Надворешен надзор и независни тела. Каде имаме во судството ние надворешен надзор? Она што го направи Романија, она што направија други држави каде што имаше мешатарење како нашите политичари, столичари, нашите фотелјаши, арами. Каде имаме ние? Добивме ли некое засилување како треба да се воспостават основите на правдата и на судството во Република Македонија? Не добивме. Зошто не добивме? Затоа што ќе требаше да ги враќате парите украдени. Затоа немаме ние зајакнување на правдата во Македонија, туку стигнате само со дно. Изгоре не шејќерот. Долу, изгоре. Самото дно, од дното подолу е уште 4% верба во судството на Македонија. И вие сега тврдите во 2030 година Македонија ќе влезела во Европската Унија. Кој тоа тврди? Таче го тврди онај челајот. Па од кај знае Таче што мисли Макрон? Од кај знае што ќе му се случи на Макрон за да излезе од Унијата? Еве што им направија на бугарите. Холандија и Франција против бугарите. Холандија и Данска против Романија за Шенген визите.
И од каде знае сега таче на ќурката, што ќе се случи до 2030 година, па Македонија ќе влезела во Европската Унија? Од каде знае тој? Може да има утре, други ден, еве на Путин, ако му текни, никој не знаеме. Ако му текни на Путин, ќе фрли 2-3 од оние брзите ракети, нуклеарните, ќе не снема сите. И со таче до каде ќе одиме? Значи, такви лаги, невидени лаги. Никакви реформи не спроведовте. Никакви реформи не спроведовте. И сега ќе го менувате уставот уште еднаш. За да го смените уставот уште еднаш, пак ќе одите против волјата на македонскиот народ. Македонскиот народ во последната анкетна испитна листа покажа дека над 60% не ви верува и дека Македонија оди во погрешен правец. И па каде ќе оди Македонија, во кој правец ќе оди со политичари како овие што се донесени? Кој дошол по мајка, кој дошол по татко, кој дошол по стрико, кој лепел плакети, кој трчал, тепал некого, го истепале третиот, четвртиот, внесуваат страф на народот по селата, не им плаќаат провизии, не им плаќаат пари, нема откупна цена, сега тутунот им го откупуваат без пари на луѓето. Еве уште едно интервју имам со земјоделците. Без пари тутунот го бараат, а тутунот најголемите пари се во тутунот. Слушавме како крадат пари, сите до еден, од еден до последен. И нема тука простување. Нема тука простување. Ќе завршите сите како арами. Само многу ми е жал што плукнавте на Ченто, на Методија Ченто. Ми е жал што плукнавте на гробот на Гоце Делчев во Скопје, плукнавте. Ми е жал што не испоганивте нашата гордост и достоинственост како македонци со таа лесномисленост ваша дека Европската Унија ќе ви дај пари, ќе течат пари по улиците, се сеќавам на Зоран Заев. Бесплатно здравство ви нудеше. Има бесплатно здравство? Зарем толку бевте неписмени дека нема никаде бесплатно здравство, освен ако не е на терет на државата? Значи, шпанците ќе работат за нас, ние да влеземе во Европската Унија. Португалија ќе работат, ќе фаќаат риби на морето таму и маслинки ќе берат, а ние да се шетаме по плажите во Грција, во Бугарија и на Јадранското море. Со шахти, со куќи, па не малце и ви се по еден стан, по 2-3, треба да имате по 5. Не даваат во Европа пари без работа. Не даваат во Европа, исто како во Австралија. Вие ни се смеете на нас дека работиме 12 сати. Да, работиме 12 сати горделливо, фамилиарно и сите сме горди, македонци. Горди сме затоа што сме спечалиле со грбот наш, со нашите раце. Мораме да бидеме горди. Вие крадите. Кај може во Австралија да се случи командирот на полицијата онде да бери пари на граница? Еве пред очите вие пред 2 дена. Командирот на полицијата во Табановце бери пари мито. Имал евра во торбата, во кошницата, имал евра, имал турски пари, имал американски пари и налет тој не бил само тој, туку бил и заменикот командир. И биле и 8 други полицајци. И вие барате да имаме ние стандард во Република Македонија, во вашата земја. Не може да има стандард во вашата земја. Го рушивте од мање човекот кој зборува против Арамилокот. Зоран Буре Весник. Па зошто го тепате човекот? Дека ви кажува кој кога украл пари, дека му даваат документи од внатре. Оние свиркачи што ги викате вие. И објавува и вие го претепавте човекот за да го замолчите. Каде се институциите? Ајде со правдата да одиме понатаму, со прибе.
Ова беа условите за да влезете во Европската Унија. Од ова немате ништо исполнато, туку пропаѓате удолу. Значи, следење на разговорите преку телефонските прислушкувања не е то ништо направено. Судството и обвинителството, ниту Катица Јанева, ниту Вилма Русковска, па ниту овој Абази сега што го оставивте. Ништо и од него, нула, пишете му. Надворешен надзор не донесовте искусни правници и искусни судии од правни држави во светот. Под број 4 прибе бараше избори. И вие што направивте со изборите? Ништо не направивте. Ниту промена направивте, да, направивте промена на изборните единици 5 и 6. Еден албански пратеник сега може да биде со 3.500 гласови во тие единици, а во единица број 1 во Скопје за еден пратеник требаа 10.500 до 11.000 гласови. Зарем тоа е демократија? Не. Не е демократија тоа. Потоа, број 5 прибе побара од вас, Зоран Заев, и од ти, сега што си со главата гола, а и од овој Ахмети. Ахмети е највисок и најголем сега. 20 години поголем е и од Тито, и од Чаушеску, и од Енвер Ходжа, од сите. Медиуми. Медиумите работите по инструкции. По инструкции. Многу ми е жал кога ја слушам една моја најблиска пријателка му вели на Талат Џафери: еве сега ќе ти поставам јас едно човечко прашање. И зошто на Талат Џафери да му поставиш човечко прашање, на Мицкоски па не човечко прашање? Прашај го Талат Џафери колку има убиено македонци. Праша го Тајлјат колку има бомби фрлено. Зошто дезертираше од армијата на Република Македонија Тајлјат Џафери? Прашај го. Зошто во собранието како председател прави онака како што сака тој? А не да те прашаме а с тебе на човечко прашање, па ти не го прашуваш кучешко прашање. И ќе дојде некој друг на интервју и како ќе ви кажат, ќе ви ги постават прашањата, тоа ќе ги прашате. Нели се смеевме, колку се смеевме гадно, Катица Јанева кога даваше интервју. Жената не знаеше да си го кажи името и презимето, сопственото име и презиме. Исто како што не знае овој Ковачевски си го кажи сопственото име и презиме некаде јавно. Па човекот му напишале и не знае да прочита. Истото се однесува за медиумите. Вие сте носители на демократијата. Вие сте тие што сте треба да се секогаш први, како во сите држави, против властите и да барате да ги исполнат ветувањата од кампањата. Да барате. И ќе го гледам сега, ајде да не ги именувам сега новинарите, едниот сега, ниту и емисиите ги кажувам, еден став има спрема председателот Пендаровски, а друг став има спрема Мицкоски. Па зошто човече Божје? Што повеќе е едно, што помалце е другиот? Ако можеш да го прашуваш Мицкоски за хидроцентрали, за крадење, за фотели, за едно друго, па прашај го и председателот Пендаровски. Прашај го и Заев, каде е сега Заев да го бркате како песо? Како пес треба да го бркате да не сме да излези. Каде се оние од авионот, прстите вакви и сликите за влез во Европската Унија? Нема. И сега што ќе ни правите? Сега ќе не плашите со бомби? Со бомби ќе не плашите? НАТО ќе не брани? Не. Знам сега што ќе ни направите со НАТО. Ќе ни фрлите некоја бомба во Скопје, ќе го исплашите македонскиот народ и ќе има дојава на ова, дојава на тоа. Ќе го направите он на 17 што беше што го изгласавте, што изгласавте промена на името на Република Македонија.
Ако има поголем отпор од Мицковски, што го нема, ако има поголем отпор од Мицковски, сигурно дека ќе има експлозија на некоја бомба, на некое место, каде што народот ќе го исплашите. Јас веќе ве претарав, почитувани слушатели, но сакам да завршам дека сето тоа, ако почнам сега за медиумите да зборувам, нема за што да зборувам за образованието. Образованието е скапано во Македонија. Скапано е во Македонија образованието. Неписмени пишуваат таму учебници. Неписмени луѓе ни пишуваат учебници. Насекаде се е така. А зошто е тоа така? Затоа што поубаво им е да јадат морски јадења, да трошат милиони долари за шетање, да јадат сстаци, не знам како се викаат тие, што се тие, да јадат печени оние бадеми и не знам кои други мезиња да ги јаделе. Мој македонски народе, сите 120, не 120, не можете 120, барем оние 100 македонски пратеници, остајте ги на улица на следното гласање. Во вас е силата тој ден. Нека седнат тие во вашите столици, нека одат со вашите гумени чевли и чизми. Нека одат на наводнување, нека го извадат лебот да видат како се јади леб со работа. Сменете ги тие 100 пратеници, барем нема да знаат да крадат. Барем нема да знаат да крадат. Гледате го, ви го носат Исмаил Абази како најјак човек во судството, а човекот е дабете од Катица Јарнева. Нема врска со судство. Таму е затоа што му е пријател на Али Амети и на Талјат Џафери. И цело судство сега го имаат политичките партии на албанците. Цело судство, од А до Ш. Нема, нема некоја институција која ја води македонскиот народ, која води некој македонец. Нема. Па што ако имаше? Имаше ли нешто подобрување во животот? Имаше ли нешто подобрување во нешто друго? Внесоа ли свежина во политиките? Се спротиставија ли на Бугарија за промена на уставот? Издействуваа ли во Бугарија признавање на македонците во Пиринска Македонија? Издействуваа ли со бугарите историја на македонскиот народ? Не. И Драган Георгиев, мојот колега, и тој е предавник, за 80.000 евра ни е продаде историјата на бугарите средновековна. А не знам за колку илјади евра ни е продадоа античката историја на грците. И за колку ќе го продадат Гоце Делчев и Методија Ченто. Како еднаш не се наситивте со тие пари? Како не можам да разберам, веројатно јас сум толку глуп, или македонскиот народ, бабо, не ме читаш, не те читам, не можам, зборувам. Како еднаш не се наситивте? Како еднаш и не разбравте, македонски народе, како еднаш не разбравте од каде може Камчев да стане милионер, да има 200, 300, 500 милиони долари? Од каде може Заев да има толку пари? Од каде може да има Мијалков толку пари, ако не се тие ваши пари? Пари кои ги позајмувате од буџетот, од европските банки, и пари кои ви ги земаат од вашата работа. И што имаме ние сега подома? Кај секој човек, ако поминиме, што имаме подома? Па скромно да се живеи, лепче дали има да касни, некој нема да пари за налекар, луѓето се молат да пуштиме од тука по 5-10 илјади, 15 за поболници, луѓето се болни од рак, луѓето се болни од рака скрашена, луѓето се болни од нога скрашена, од бубрези, од срце, од не знам што,
Ама вас воопшто не ви е гајле, вие се уште чекате Европа дека ќе ви дојси бесплатно здравство. Уште еднаш ќе ви порачам, нека ни се среќни новогодишните празници и божикните празници. Меѓутоа, следните избори во вашата земја и нашата земја, која нема име, последните избори 100, а верувам дека и албанците, барем 15 ќе сменат од нивните, оти не се задоволни и тие. Како што се македонските села празни, како амбари, така си и албанските села празни како амбари. Кој кради? Ахмети кради со неговата дружина и тие се многу. Еве тие излегоја сега огнените момчиња од другата страна и се закануваат со војна и ќе ни фрлат сега некоја бомба, пак ќе речам, и ние ќе бидеме повторно боранија. Нека не заплашуваат, почитувани македонци. Вашата земја и нашата земја да ја викате Македонија. Не вие со сила по тие медиумите Северна Македонија. Северна. Никаде немаме ние, не сме спрема никој должни да ја викаме Северна Македонија. Барем вие не бидете толку очевидно, очебино, зошто толку нас не понижувате? Северна Македонија. Северна. Граѓаните. Па можете и луѓето еднаш да го употребите. Луѓето во на Македонија. Зошто граѓаните, само граѓаните? Направивте нација граѓани. И не можам повеќе да зборувам. Доста е. Сменете ги тие 100 пратеници. Сменете ги, во вас е и чеканот, и наковалната, и оревот, и каменот, и се. Судбината на Македонија е во рацете на македонскиот народ како мнозински народ во Република Македонија. Нека ни се вечни празниците, ќе се слушниме во следната емисија. Пуштам вас, почитувани слушатели.